Почитувани граѓани, после 11 години изолација, внатрешни поделби, кавги со соседите и конфронтирање со демократскиот свет, Македонија конечно тргна напред. За само неколку месеци, владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и парламентарното мнозинство, преку посветена и одговорна работа, успеаја да ја вратат државата на вистинскиот пат. Патот на соработка, пријателство, напредок и евроинтеграција. Вчерашниот ден најдобро го отсликува контрастот помеѓу Македонија, која допред само една година беше заробена и изолирана држава, и Македонија денес, почитувана држава, пријател на регионот и Европа. Позитивните оценки од председателот на Европскиот парламент, господинот Доналд Туск, уште еднаш ги потврдија успешните чекори на владата, предводена од СДСМ во спроведувањето на зацртаните реформи. Неусловената препорака за почеток на преговорите за полноправно членство во Европската Унија ја придвижи Македонија кон патот на интеграциите и после долги години повторно се отворени европските перспективи за нашата земја. Ваквиот успех на меѓународен план рефлектира и со позитивни движења во економијата. Раст на платите, повеќе пари кај граѓаните и повисок животен стандард. Стабилноста на општеството резултира со зголемување на инвестициите и индустриското производство. Се отвораат нови фондови, нови развојни линии, се отвораат нови работни места. По потпишувањето на договорот за добрососедство со Република Бугарија, економската размена со Република Бугарија бележи раст, што позитивно влијае врз севкупната економска клима. Сето ова има позитивен импакт врз отворањето на нови работни места, повисоки плати и економски раст, но истовремено е и дополнителен поттик за нас како владеачка партија. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и парламентарното мнозинство, продолжуваат посветено, одговорно и отчетно во спроведувањето на зацртаните реформи, што обезбедуваат интеграција, добрососедски односи, економски раст и најважно, квалитетен живот за сите граѓани. Ви благодарам. Резултатот во врска со разрешување на именување на јавен обвинител. Според пратениците кои учествуваат и припадниците на партиите, има разлика меѓу СДСМ и ВМРО за местото на јавниот обвинител. Исклучително е важно тоа што имаме отпочнато процеси на меѓусебни преговори, тоа што го почитуваме мислењето на опозицијата и тоа што по ниеден начин не се обидуваме да функционираме со аргументите на силата, туку со силата на аргументите. Ги почитуваме сечии аргументи и јас сум убеден дека примерот кој го покажавме со консензусот при донесувањето на законот, двотретинскиот закон за оперативно-техничката агенција и останатите закони од безбедносниот сектор, дека истото тоа ќе се случи и во овој случај. Најважниот дел е дека преговорите се отпочнати, ги почитуваме туѓите мислења и ги респектираме нивните аргументи. Со споредување на вистински мерливи аргументи, а не на чувства и впечатоци, а најмалку на политиканство, сигурен сум дека ќе дојдеме до вистинското решение.